Дали знаете дека во времето кога на овие простори царувал Самуил, монахот Јован, кој потекнувал од Дебарскиот крај, по 6 години откако ја нашол чудотворната икона на честниот претеча, тоест во 1020 година, на местото каде што ја пронашол, подигнал храм, околу кој започнало да се собира монашкото братство. Со тоа, Јован Дебарски станува првиот ктитор на светата бигорска обител. Манастирот најмногу пострадал за време на турското робство, кога бил неколку пати рушен и пален. Така на 2 пати, кога манастирот бил до темели уништуван, иконата на чудесен начин самата исчезнувала и се селела на друго место. Првиот пат иконата се преселила во еден манастир помеѓу Струга и Дебар, каде што и денес има црква што се вика Свети Јован Бигорски. Вториот пат си нашла привремен дом во село Слатино, Дебарца. И во Слатино има црква што го носи името Свети Јован Бигорски. Иконата повторно се вратила во манастирот во времето на неговиот возобновител, игуменот Иларион, од 1743 до 1781 година. Дали знаете дека Лесновскиот манастир е еден од најзначајните и најубавите средновековни и сакрални споменици на културата? Не само во Република Македонија, туку и пошироко. Не само што со своето богатство и содржини на иконостасот и фрескосликарството представува голема мистерија, туку тој е познат и по својата моќ да лекува болни лица. Овде има преубав иконостас, длабока резба во орев, и тоа е прво дело на Петре Филиповски Гарката, изработен по настојување на игуменот Теодосиј.